Пред се да упатам голема благодарност за присуството на председателот на Федерацијата на училишни спортови на ниво на Република Македонија, господинот Туфеџијовски, со кој денес имавме чест и задоволство да го отвориме овај реномиран турнир односно државно првенство во џудо на ниво на основни училишта на ниво на Република Македонија. Џудото е еден од најдобрите спортови, најрепрезентиран спорт, репрезент на спортот од градот Прилеп, па да наречам и Република Македонија, и затоа уште е поголемо задоволството што токму овај турнир се одржува во основното училиште Гоце Делчев, односно во градот Прилеп. Ние и понатаму и како локална самоуправа и како влада на Република Македонија ќе го поддржуваме и џудото и сите други спортови со цел да продуцираме млади психофизички здрави образовани деца кои ќе бидат иднина и на Прилеп и на Република Македонија, и затоа повторно да нагласам дека даваме безрезервна поддршка на овој турнир и сите други турнири кои се одржувале или ќе се одржуваат во иднина во текот на годината во Прилеп. Џудо спортот не е многу масовен спорт на ниво на Македонија, но Прилеп е еден, како ја речам, џудо центар во Македонија, така да ова државно првенство е стимулација за да може што повеќе ученици да се вклучат во овој спорт. Инаку генерално гледано денес јас една благодарност да изразам до градот Прилеп, бидејќи Прилеп е, ајде да кажам, отворен град, европски град, каде што навистина овде по огромен број пати сме доаѓаме и се чувствуваме некако гости, него како домаќини, бидејќи голем број на државни манифестации во училишниот спорт особено тука се случуваат. И морам нешто да кажам, ако доколку има некаде, како ја кажам, неможност да се одржи некое државно првенство, градот Прилеп, знаете што ни вика, кај нас секогаш можете. Така да во оваа прилика навистина е вака една благодарност да потенцирам, особено до градоначалникот кој што безрезервно ги поддржува сите овие спортски манифестации, а и секако ова инфраструктура во спортот што фактички се гради континуирано и се направи, представува едно огромно богатство за спортскиот систем, а ние како одговорни и функционери и стручњаци во таа сфера, навистина сега вака се трудиме да изнајдеме што пооптимални организацијски модели за да можеме учениците што помасовно ги вклучиме во спортот.